Добро вечер. 5 јуни, среда, навечер, 9 и нешто минути. Се надам дека и вечерва ќе имате убава можност за она што не очекува. Тоа е една политичка дебата која ќе направам со моите гости, а која што имав проблеми долго време како да ја насловам, на крај се решив за еден помек наслов и кој што гласи дали е демократијата во средовечна криза. Инаку имаше варијанта да се вика емисијата и дали демократијата умира. Меѓутоа, ајде рековме да не ве плашиме во овие вечерни подоцни часови. А за оваа тема вечерва ќе поразговарам со моите двајца колеги, Анастас Вангели, кој што е докторант на Полската академија на науки и уметности. Добро вечер, Анастас. Добро вечер. И професорот Ненад Марковиќ од Правниот факултет, кој иначе е еден од повидените експерти за политички науки, системи и така натаму во Македонија. Добро вечер. Повремен гостин во овие студија наши и така натаму. Добро вечер, Ненад. Добро вечер, уште наш. Господа, додека ние разговараме за оваа тема или ќе разговараме за оваа тема, неодамна пред минатата недела во Берлин се отвори изложба, голема изложба во Историјскиот музеј на Германија, кој што се занимава со годините на Вајмарската Германска република. Тоа се оние години веднаш после Првата светска војна од 1919 до падот на изин во 1933 година. Значи тие 14 години во кои луѓето забораваат дека Германија се наоѓаше во една исклучително либерална демократска атмосфера. Во Вајмарската република имаше стандарди на слободи кои што веројатно и денеска и вечерва ќе разговараме за нив. Од сексуални права, преку права на малцинства, преку права на изразување на слободни мислења, една исклучително, како да кажам, продуктивна, бурна, културно-политичка сцена во која што навистина и партиите и културните кругови експлодираа во своите слободи. Тоа се разбира ќе заврши на еден трагичен начин со порастот на фашизмот и така натаму веќе од 20-тите години натаму, а со пламените јазици кои што го запалија Рајхцегот во 1933 година ќе го навести и ќе го фактички донесе доаѓањето на Хитлер на власт. And the rest is history. Останатото историја како што знаеме. Има некакви паралели 100 години потоа. Светот, Европа, не тргам само од Балканот, регионот и Македонија, живеат во една сечини веќе наназад повеќе години, а можеби цела деценија, во една конвулзија околу стандардите, околу иднината, околу состојбите со демократијата. Сведоци сме дека се изгради една цела цитадела на автократски режими, кои што својата моќ ја црпат од разните злоупотреби на она што се дефинира како либерална демократија и кое што можеби на почетокот на 90-тите по падот на комунизмот исто така направи една грешка кога се прогласи дека нема друга алтернатива, дека дојде на крајот на историјата и дека од тука натаму само либералната демократија треба да биде моделот по кој што ќе се уредува светот. Се покажа дека тоа не е така. И уште малку само краток вовед, можеби некакви зраци на добри вести за демократијата, особено за овој тип на еден либерален концепт, се последните европски избори, кои што покажаа дека да, реално се европските десници, па дури и крајни десници, меѓутоа сепак превладувачкиот елемент во политичката мисла и акција во Европа, ако сакате, се овие, да кажем, слободарски, либерални кругови, кои што според некакви проценки денеска контролираат после овие избори, речиси 3/4 од Европскиот парламент. Па еве да ве замолам да почнеме, можеби, Ненад, со тебе, бидејќи на ти ќе го тераме вечерашниот разговор, се знаеме долги години. Која е состојбата со демократијата во светот, па и во Европа? Точно ли се овие проценки дека се работи за една длабока идентитетска криза, ако може така се каже? Еден наш професор велеше дека светот веројатно не може да живее подолго од 50 години во мир, што евидентно се покажува како точно, за жал. И во оваа генерална констатација влага и состојбата на демократијата во која се наоѓа денес. Ајде да речеме либералната демократија, ако само да потсетам дека Алексис де Токвил уште во 19 век покажа дека зборот либерална демократија е оксиморон. И тоа е всушност еден од проблемите на демократијата. Можеме да тргнеме од оваа негова парадигма во објаснувањето на самиот проблем на демократијата и есенцијата, затоа што во всушност либералните демократските вредности се осудир. Знаете како Токвил убаво предупреди дека демократијата е популистичка игра
и никаква поинаква, а дека либерализмот играта на најдобрите, најспособните оние кои треба да испливаат на површина, колку год да можеме да го проблематизираме тоа тврдење. Така да либерална демократија е веројатно израз кој е дрвен камен. Така, тоа е еден тип на оксиморон кој не функционира во пракса онака како што би требало. Ако зборуваме конкретно за кризата на демократијата, мислам дека во Европа е највидлива можеби, или можеби нам ни е најблиска, па затоа ни е нам највидлива. Па можеби и затоа што поминаа најразвиени години на тој модел, па сега е моделот можеби умерен, бидејќи така сепак овдека уморни се актерите, особено актерите кои се блиску до центарот, а не се политички центар. Ќе образлозам зошто го кажувам тоа. А тоа се центар лево и центар десно партиите, умерените демохристијански и конзервативни партии и умерените социјалистички социјалдемократски партии, кај кои очигледно има некаков умор на материјал, умор на самата парадигма. Успеа на левицата тоа малку да го освежи Тони Блер со третиот пат и така натаму, ама и тоа беше ефемерно, да речам, и прашање колку беше на долги стази успешно. Беше во времето на неговиот мандат и владење. Новата левица. Дојдовме до тоа да Алистер Кембел биде исклучен од лабористичката партија затоа што јавно призна дека ги гласал либерал-демократите како некој вид на опомена и така натаму. Меѓутоа, мислам дека постои таа цикличност која на расипување на демократијата и нејзино реобновување после големи драми од типот на појавата на нацизмот и така натаму и отварање на вакви дебати, таа цикличност подразбира да прво се доведеме во ситуација каде што ќе оспориме демократијата и нејзината ефикасност, ќе ги оспориме фундаменталните принципи од типот на човекови права, права на маргинализирани групи, така натаму спремни сме да замижиме за таа реторика, за возврат да добиеме нешто што, Норберто Бобио уште одамна го нарече разменска вредност на глас. Значи ние сакаме да добиеме или економска добробит некаква или некаква сигурност. Многу е битно што сме спремни да трампаме за тоа. Во оваа смисла и се повеќе се покажува дека е така. Влада е парадигмата внимавајте што посакувате. Тоа што одреден режим има дефицити, тоа што одреден политички систем како демократијата има недостатоци, а ги има. Левицата ќе рече, ќе критикува низ призма на неолиберален консензус и така натаму, еден помалку истрошен термин и така натаму. Тоа не значи дека алтернативата ни е подобра. И тоа е што ние во однос на многу внатрешно политички, надворешно политички процеси не можеме да го сватиме. Проблемот на политичките демагози кои ни се јавуваат циклично на 50, 20, 100 години и така натаму е токму тоа. Добро диагностицирање на проблеми, манипулирање со емоции на луѓето кои се незадоволни од едно и друго, меѓутоа истите тие луѓе потоа не размислуваат повратно за консеквенциите, односно за алтернативата кои истите тие социјални демагози ја нудат. Може би се работи за проблемот што либералната демократија во суштина ветува прогрес, а се повеќе луѓе во општеството сакаат сигурност. Соочени со предизвиците на модерното живење и на неолибералниот капитализам кој што дојде како последица и на либералната демократија. Имаше, иако со многу од неговите ставови не се согласувам, имаше Джордан Питерсон, познатиот конзервативен идеолог. Не би сакал сега да ми се закачи веднаш етикетата на Питерсонец, меѓутоа со дел од неговите ставови не се согласувам секако, но знае повремено да каже работи кои знаат да зазвучат сосема логично, вели, окей, запрашајте се, ако не чини капитализмот и демократијата, запрашајте дали ви е полошо од генерацијата на вашите татковци и дедовци, кои живеа во војна и така натаму, меѓутоа знаете како во есенцијална филозофска смисла важи една елементарна мудрост која може дури да се нарече тривијална. Демократијата сепак обезбедува стабилност некаква и обезбедува добри времиња, а добрите времиња раѓаат лоши луѓе. Анастас, овој вовед на Ненад мислам дека е добар за продолжување на истата дискусија. Дали е демократијата во некаква фаза на склероза? Дали е потребно некакво реинвентирање? Па, ја би рекол дека тоа што се случува со демократијата, дали ќе наречеме средовечна криза, склероза, умирачка или како год веќе да бираме зборови, е симптом на овие работи кои што ги разговаравме. Мислам, демократијата може да функционира и сега прво и што е демократија, нели, концептуално треба да се согласиме и тоа да не навлегуваме у тие дискусии, да речеме тој некој поредок кај што луѓето се представени, имаат глас, учествуваат во одлуките и системот им служи првенствено нив, а не на некои специјални интереси, е систем кој што подразбира дека многу други работи се веќе окей во општеството, многу други работи функционираат и дека има општествена потпора на сите тие процеси. Се спомна зборот криза на сигурноста, криза на идентитетот и всушност тоа бе и белешките ја кои што ги фаќав
пред да почнеме нели со разговорот. И тоа е едно нешто што мислам дека е клучно што води кон сите овие состојби со демократијата, затоа што кога ќе видите вие растот на сите овие, како сакаме да ги наречеме, популисти, авторитарци, радикални десничари и слично, нивната диагноза за тоа што се случува во општеството е многу на место. Тие препознаваат. Популистите се познати по тоа што имаат Сега, одлични нивната- диагнози тоа и што- погрешни тоа што тие- решенија и лекови. Тоа што тие го препишуваат, нормално е многу погрешно и многу тажно за светот. Меѓутоа, таа криза на сигурноста, која што, да речем, многу се разликува како е доена до таа состојба во Америка и во Европа, нели? Да, историите Она се што се различни, да. некои, например, генерални текови, нели, аутсорсирањето на многу од индустриите во третиот свет, нели, за они да може да имаат сите добра работа и добри услови за живот, за после тоа да им се врати како бумеранг со економските кризи. Нели, европскиот модел на оваква држава на благосостојба кој што Социјална држава кој која што што- се грижи за кој што после, нели, крајот на студената војна немаше баш некој предизвик, па триумфот на неолибералните политики, сега да не навлегуваме у детали, меѓутоа и посткомунистичките земји, например, како еден експеримент каде што сета таа претходно колку толку благосостојба за време на социјализмот преку ноќ се губи, влегуваат, нели, со процесот на приватизација странски капитал кој што е насочен само на профит безкомпромисно и едноставно животната ситуација на многу луѓе се влошува. произведува една општествена депресија, де факто. Да. Така што едноставно јас не би сметал кризата на демократија како една состојба сама од себе или состојба која што е во центарот, меѓутоа како еден вид последица на сите овие структурни промени кои што се случуваат на глобалната сцена од 70-тите до денес. Едноставно ова е сега цехот кој што нашите генерации ќе оплаќаат затоа што тие генерации пред нас погрешно ги поставили работите. Тоа не мислам толку многу на Балканот, кој што како една периферија секој се соочува со она ripple ефекти од страна на јадрото, меѓутоа баш таа беби бумер генерација во Америка и Европа. Добро, факт е дека либералната демократија е де факто западен еден производ и дека нејзината, особено после падот на комунизмот, пролиферација во целиот свет, сега веќе наидува и на други нови модели кои што и конкурираат. Го гледаме овој автократски капитализам кој што го развива Кина, ја гледаме таа менаџирана демократија, една суверена демократија, моделот на Путин, гледаме некаков политички ислам со теократско толкување на демократијата, она што го прави Ердоган, па до, како да кажем, до оваа унгаровско-орбановска опција на илиберална демократија, која што има дури амбиции теориски да се заокружат во некакви системи. Колку е таа компетиција, да кажем, моćна, или и таа компетиција дојдена до некои своји лимити, ако ништо друго во политичка, ако веќе не и во економска смисла, или може ли да се разговара посебно за политичките и економските елементи кога се разговара за демократијата? Во принцип не може, да бидеме искрени. За овој модел кој го зборуваме, нели, посебно кај Орбан, а тоа е, мислам, на Балканот едно време имаше тенденција да стане многу популарен и мислам дека таа идеја не е мртва. Од Словенија до Грција, мене ми се чини. Тоа е моделот на просветен апсолутизам, за кој луѓето овде имаат слух. И мислам дека секој кој анализирал политичка култура знае дека ние сме доста склони да прифаќаме таков тип на модели, заради тоа што подразбира нешто што нас традиционално ние демократски дефицит подразбира потфрлање на одговорност. А тоа е нешто што сакаме да го правиме. Ако ги гледате испитувањата кои се правени од бројни институти, да не набројувам сега конкретно, можам апсолутно линк до секој од нив да ви дадам, вие ќе видите дека луѓето кај нас прифаќаат во одредена мера автократски лидери. Тоа не е толку загрижувачки, бидејќи тие бројки не се високи, меѓутоа они се замаени со една нова приказна, или беа замаени со новата приказна, тука спаѓа триото Додик, Ѓукановиќ, Груевски, а тоа беше приказната за технократијата, која е суштина само еден прикриен вид на префрлање на одговорност на она што беше комунистичката максима, нели, кадрови знаеу све. Остајте вие, префрлете својата демократска одговорност на оној кој се знае. Туку и либерални Да. технократи. И немојте да се секират. И потоа они сите тројца се пример за политичари кои доаѓаат на власт со приказната за технократски способни лидери, и потоа прават еден убав заокрет или едно убаво свртување кон
кон либерализам и кон Заробување на демократија, државата. заробување на државата во крајна линија. Што во суштина во базата е добро прифатено, особено ако имате позади тоа добра пропагандна машинерија. Тоа се тие два елементи. Не е ли либералната демократија топ-даун модел? Сега тоа сакав да кажам. Тоа е многу И интересна заради работа. тоа е можеби наидува на повеќе отпори, особено во комбинација со овие Има- пропаганди. Мислам дека фундаментално повторно се јавува историски, како и во Вајмарската република, како и претходно. Се јавува судир меѓу две димензии многу битни на демократијата, кои меѓу себе знаат да бидат многу исклучиви. Тоа е репрезентативната и представничката. Репрезентативната, пардон, и партиципативната, репрезентативната и представничка. Мислам дека репрезентативноста ја јаде партиципативноста. И колку повеќе јакнат овие модели на просветен абсолютизам, што би рекол вашиот колега Лазански, отворено го заговара тој модел, дека е подобар отколку И демократија. не е негов само. И има не е други, само се негов. разбира. Толку се јаде партиципативноста долу. Се партиципативноста пробува да врати. И тоа на два начина. На малце помалку агресивен и на еден поагресивен начин. Првиот е нешто што се нарекува демократски иновации. Не знам, секогаш во литературата се дава оној фамозен пример на партиципативно буџетирање во Порто Алегре во Бразил и така натаму и ред други иновации, не знам, отворено владино партнерство и така натаму на еден начин каде што ја кооптира државата и пробува да ја демократизира инкрементално, но враќа и на еден друг начин. На тоа се социјалните движења. Каде што влага во отворена фрикција, во принцип ова го проучувам периодот релацијата меѓу социјални движења и демократски иновации, ќе видите дека литературата ги третира како два потпуно паралелни феномена. Или ќе пробате да кооптирате државата и да демократизирате инкрементално, зголемувајќи го нејзиниот партиципативен капацитет, или ако гледате дека тоа е залудна битка, одите на сценарио 2, ваква револуција, онаква револуција, еднобојна, шарена, не е битно каква. Тогаш веќе се јавуваат социјални движења кои може да бидат меѓу себе поврзани, може да имаат помала или поголема синергија, меѓутоа сакаат директен конфликт за да ја вратат партиципативноста на сметка на репрезентативноста, што е суштина и проблематиката во дебатата на односот на ЕУ кон земјите членки, како е целиот тој систем изграден. Тоа е инаку одговорот и на некаква лев популизам. И на некаков, како да кажем, антиавтократски, но сепак популистички движења кои што се обидуваат сега употребувајќи ги методологиите на популизмот да ја вратат можеби дури и либералната идеја во игра. И не само во Европа, туку тоа гледаме и кај нас дека се одвива, оти оваа дискусија ќе свртиме малку и на нашите случувања. Какви се перспективите на тој модел? Дали тој судир со глобализацијата на крај не донесе за потреба да се симне политиката и меѓународот, бидејќи во суштина таму е вриежот, таму е партиципативност? Види, јас сега ќе оповрзам ова твое прашање со она прашање за алтернативи, особено примерот на Кина, нели, бидејќи веќе полго време се бавам со Кина и глобалната политика. Значи, примерот на Кина, која што во моментов е нели број 2 светска економија со прогноза наскоро да ги претекне Соединетите американски држави како број 1, и целата нивна траекторија на тоа економско чудо од 78 навака, едноставно не само не издигнува Кина само како конкуренција на ниво нели на мок и влијание во светот, меѓутоа и на едно да речеме во општествените науки и во конкретно во политичките науки како еден пример она што све не било предвидено или што све можеби западните теоретичари сгрешиле, пошто како што рече претходно целата либерална демократска мисла е всушност западен културен производ со многу мал инпут надвор од западот. Значи, особено издигнувањето на Кина, меѓутоа ја би рекол тука не само Кина, Кина е можеби најзначајниот дел и многу други држави од Азија, Растот на Азија цел, така. И она што допро не чека растот на Африка. Да. Се еден вид символ дека поинакви траектории се можни, дека Кина е особено важен пример затоа што они никогаш ни една лекција не добиле од западњаците на ниво на нели она политички систем. Сега со економистите може да се расправаме колку нивното отварање во рамките на тој неолиберален пресврт во 80-тите или не, меѓутоа тоа се други теми. Сега Кина таква каква што е, со сите своји недостатоци, со сите своји успеси, особено во западниот поглед во времето на кризите, особено кој што почнаа пред 10 години или повеќе, 2007-2008 финансиската криза и све, почна особено да служи како огледало
за сите недостатоци на западниот систем. И тука ќе се Во смисла на развојот и во смисла на одржувањето, не во смисла на демократијата. Значи во смисла на целиот комплекс политика, економија, governance, тука демократијата јас ја гледам како само еден дел од целиот систем. Тоа е инаку теоретски интересно прашање, дали демократијата е дел или демократијата чадорот на политичкиот систем. Да, тоа е тоа што ајде да реков речеме на дека почеток, тоа- да. Меѓутоа, она што беше дискурсот, например, кај многу западни мислители, тоа беше нели периодот кога се уште беа сите фасцинирани со Кина и не се плашеа толку како што е примерот во последните години, дека таа нивна технократија, меритократија има одредени доблесни елементи и слично. И едноставно тие уствари го создадоа патот за понатака Кина да може да влие, бидејќи како што реков коинцидираше тој кинески раст со западната криза. Меѓутоа сега ако збориме за кинескиот модел, тој е стварно уникатен. И тој може да биде символ на алтернатива, меѓутоа тој мислам дека не нуди конкретно не може да се преслика на други места. Прво затоа што Кина е толку голема и слично, меѓутоа затоа што Па историјата. Тој модел единствено се прави со револуција. Тој е типичен комунистички модел кој што сега еволуира во нови стази. Исто така мислам дека никој каде што има демократија не би се обидел да преслика систем без избори и без тие минимум процедури. Меѓутоа, она што го реков, тоа што беше типично во западниот дискурс, а сега со глобалната проактивност на Кина, нели со новиот пат на силата и сето тоа, многу од нивните лекции и начини на размислување стануваат се попопуларни. Меѓутоа не би рекол дека тоа е одреден вид на алтернатива. Она што извини само да се вратам на прашањето на глобализацијата, она што мислам дека е највлијателната идеја и парадоксално што и најголемите противници на Кина, како на пример Трамп и некои политичари во Европа го прифаќаат од Кина, е тоа дека за да се има успех на едно национално ниво во светот на глобализацијата, потребно е да се зголеми суверенитетот над економијата, нели оној протекционистички пресврт кој што се случува со Трамп, на сметка на некои процедури. Тоа е за жал многу погрешен процес што се случува на Запад, затоа што се земаат некои баш лекции кои што се на штета на политичките системи. Се добива впечаток дека Соединетите американски држави под водство на Трамп се во известен паничен контранапад врз Кина со воведувањето на трговските мерки. Меѓутоа, дали е тоа само трговско-економска војна или е сепак во позадината оваа, да кажам, една длабока продемократски и антидемократски еден судир кој што практично низ економијата можеби ќе се обиде да ги реши и тие разлики во моделите на самата демократија. Или е за тоа претерано да се каже после... Мислам дека Анастас многу квалификуван од мене да го одговори прашањето. Јас сакам само една мала забелешка имам на прашањето. Хајде. Не знам колку е Трамп репрезентативен во моментов за таа, да речеме дека се работи за судир меѓу продемократски и антидемократски сили или продемократски и авторитарни сили, како сакаме. Да. Или уникатниот кинески модел. Да, или два модела на авторитарни. Тоа сакам да кажам. Не знам колку е Трамп правило или колку ќе биде исклучок од она што е политички мејнстрим во Соединетите американски држави, дека економската војна секогаш ќе постои, дека таа ќе биде многу интензивна, тоа не е... Но сепак на едно друго ниво од овој разговор, бидејќи тој судир де факто ги доведува во прашање клучните меѓународни институции на либералната демократија. Да не заборавиме дека од системот на Обединетите нации до конечно Светската трговска организација тие се производи на една состојба после првата, особено после втората светска војна. И сега кога тој модел се троши, веќе почнува да заринкува и да зашкрипува и овој меѓународен модел кој што е поставен за разрешување на кризи, соработки и така натаму предвизици сето тоа. Оти не гледам дека се подготвува некаква замена на тој модел, а овој модел се повеќе се троши. Што ќе биде можниот, да кажем, исход од тој судир? Види, за тој судир помеѓу САД и Кина има две перспективи низ кои што може да гледаме. Првиот е оваа што е темата на популизмот, односно домашната американска политика нивна, во која што мислам дека Кина улетува како совршена тема и за едните и за другите. Имате еден вид консензус дури дека борбата со Кина е тоа што е судбина на САД. Сега нормално
објаснувањата се различни. За Трамп и голем дел од републиканците конкуренцијата е првенствено економска, стратегиска, воена, за многу од демократите, нели, тоа е борба на вредности, нели, тој систем на комунизам во Кина и либералната демократија која што тие ја бранат. Сега, од друга страна, кога гледаме на некое глобално ниво одзумираме, тука можеме пак да се вратиме на тоа прашање што ти го постави, дали е демократијата причината или демократијата е странично нешто кое што се дискутира. Пак тука зависи на парадигмите. Имате автори кои што, и тоа не е само уникатно за конфликтот меѓу САД и Кина, например, едно од објаснувањата за студената војна и зошто после студената војна демократијата се пробива е дека демократијата е систем кој што е директно во корелација со националните интереси на САД, глобалната промоција на демократијата, едноставно ја промовира позицијата на САД оди во рака во меѓународни, рака со моќта. Од друга страна, нели, ги имате тие подлабоки, повредносни објаснувања, особено потипични за либерални мислители, кои што ќе речат, не, тоа се два сосема поинакви свети. Имате се и трета, односно тоа кој што не е нова трета позиција, меѓутоа е воскресната од страна, например, Помпео и другите во американската администрација, дека ова е цивилизацијски конфликт, дури со некои расни... За такви толкувања секојаш има љубители многу во Америка, бидејќи сака тој тип на големи наративи, на големи судири и така натаму. Тие моите више не се у кафана, него се на... Ова не води до следното ниво на разговората, тоа е Владислав Сурков, кој што е практично идеологот кој што стои зад Путин и кој што е веројатно највлијателниот човек во Русија, во сенка, долги години и така натаму, неговиот концепт, кој веројатно политиколошки е една тотална измислица и бесмисленост, меѓутоа неговиот концепт за суверена демократија трга од предпоставката дека вистина не постои и дека постојат само интерпретации. Според тоа, кој е најдобар во интерпретациите, во создавањето на перцепциите, тој победува на крајот од денот. Некако на тој вид и на тоа Путин ја гради целата своја политика, која што се разбира има низа комплексности и не е само, да кажем, генерирана од неговите ставови и желби и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, сега на тоа се надоврза една, ако сакате, тоа во теоријата се вика вернакуларизација на политиката, тоа е речици слично како преводот на Библијата пред 500 години од Мартин Лутер од латински на германски, кога Библијата стана разбирлива за обичниот свет, а тоа е појавата на интернетот. Денеска практично политиката е симната во сечија спална соба и денеска практично, ако некогаш политиката се расправаше по вакви емисии високопарни теоретски или во собрание, комисии и така натаму, денеска се расправа пред компјутерските и телевизиските екрани на начин да секој, дури анонимно, може да учествува тоа. Да завршам тезата, па да ви го давам зборот, има теоретичари кои велат дека денеска е Марк Цукерберг поопасен за демократијата отколку Путин, Ердоган, Кина и не знам кој комбинирани, и Трамп комбинирани заедно. Докаде ќе оди таа приказна со овој тип на уплив? Тоа е партиципативност, не на тоденна страна. Но од друга страна... Дали е? Ајде. Дали е? Тоа е мојата дилема секогаш кога дискутираме на факултет со студентите. Дали отварање на Facebook и Twitter профил е партиципативност сама по себе и каква е тоа партиципативност? Меѓутоа ме печати начинот на кој го формулираше прашањето, бидејќи се кое беше изложено прашањето ме потсеќа тоа на која фора помина Брексит. Помина од прилика на истата фора. Имено, да. Помина на фора на тоа да се создава некакво незадоволство и перцепција дека таа суверенистичка теорија е подобра од оваа глобалистичкава или оваа која тежна е кон интеграција во ЕУ и дека после тоа ние ќе знајдеме решенија сами. Кога првиот момент кога Брексит се случи, Најджел Фараж каже неам појма се што треба да правиме. Што се навраќам, да, што мене не ме изненади нималку, затоа што јас кај таквите луѓе од типот на Најджел Фараж веднаш препознавам и не му го спорам ни последниот успех апсолутно, меѓутоа препознавам дека токму тоа, дека се добри во тоа да оспорат определена програма, да ги користат овие алатки кои ги споменавме на најдобар можен начин и потоа да повторно немаат никакво решение, во која не запаметена и за која евидентно не направија баш добар ресап колку ќе ги чини. И сега не знаат дали да излагат без сценарио, со сценарио и така натаму, но да се навратиме на ова. Прво, тоа беше паралелно да не забораваме, проследено со пасивизација на другиот кампус на кој му велиш се ќе биде во ред, ќе се излеза доволно луѓе кои се про ЕУ, седете си дома. Што како концепт успеа.
тие луѓе останаа дома и рекоа, Успеа да оке, ќе пропадне. гласа комшијата, братучедот, не знам некој друг, и кога стигна резултатите од Брексит беа затечени, ајде се авто референдум. Ќе видиме дали Само ќе се случи. статистички, веројатно гледачите може би знаат, не знаат. Од тие 7 милиони кои не гласаа на британскиот референдум, по статистичките мерења после референдумот, 90% од нив би гласале за останување на Британија. Тоа е одговор на тоа. И Ако, таа ако пасивност- Брексит и нашиот референдум не покажа колку е тоа лоша алатка, апропо фетишизација на политичката партиципативност, која секогаш И тие ја поздравувам, директни демократски- секогаш ја поздравувам, никогаш не ја фетишизирам. Посебно референдумот е една многу ризична алатка. Се покаже кај нас во Романија, Брексит може да оди на многу различни начини да се интерпретираат резултатите, да оди контра пројавно мислење, секој може да манипулира. Меѓутоа да се навратиме на профанизацијата на политиката и партиципативноста. Напротив, јас мислам дека никогаш немало помала партиципација од сега. Илузијата на партиципацијата е онаа која Тоа е нас не како кога храни. ќе влезете во супермаркет и наместо 5 марки на прашак за перење имате 505 и вие Така наместо е. да имате поголем И избор, всушност Вие имате читате, помал избор. вие читате И тој може да се бескрајни снајде. некакви статуси и јас немам проблем кога ќе се закачат, не знам, на социјалните мрежи конзервативци, левичари, либерали со аргументи, со линкови, со меѓутоа знаете колкав процент од тие дебати се реално субстантивни? До степен да човек да се праша дали има било каква потреба да изложува било што на социјални мрежи. Механизмот е следниот. Мој став, твој став, ти си фашист. Мој став, твој став, ад хоминем напад. Така е. И 95% дискусии за тоа. Мајка ти, сестра ти, татко ти, после првите два изложени става. Имаше правило, колегата Поповиќ стално ме потсека, заборев како се вика, дека после третиот пост некој ќе го спомене Хитлер. И сега трагедијата да биде поголема, левицата научи да го користи од десницата истиот метод. Кога не се слагаш со нив, почиња со дисквалификација. Меѓутоа, работата оди и понатаму, Анастас, се разбира, ќе се навратиш на ова. Сега гледаме дека, особено со технолошкиот судар, со Huawei и така натаму, се повеќе се говори за правење посебни интернети. Кина де факто има свој интернет и русите почнуваат да развиваат Facebook. своја, да кажам, социјална, не само мрежи, тие веќе ги имаат туку и цели интернет структури кои ќе бидат посебни од западниве. Како ќе се одрази тоа? Тоа е уште една поента каде што кинеските практики и концепти триумфираат парадоксално. Кина создаде свој интернет, веќе, мислам, они почнаа сериозно да цензурираат западни сајтови пред едно 10 години. Во меѓувреме се создадоа многу силни кинески социјални мрежи. Пате ми диречено во апаратот за цензорство на Кина работат меѓу 2 и 3 милиони луѓе платени од државата. Па да, како податок. Добро, има. додуше огромна е Кина, се разбира, ма 2-3 милиони луѓе се капацитет кои што забрануваат. Меѓутоа, поентата ми беше, значи сега тој модел на суверен интернет, они кои што го викаат, полека се глобализира. Значи, и тоа фрагментирање на интернетите под национални юрисдикции и што знам како го видиме ќе се регулира, тоа е уствари чекор на затварање на светот. Меѓутоа, да се навратам на претходното прашање, многу беше прво интересно ова што го спомна за овој теоретичарот руски Сурков. Да. Не само он, многу од идеолозите на овие нови популистички, или како сакаме да ги наречеме, движења и сили низ светот, всушност има таков јазик. Нема вистина, све е наратив, све е конструкција, што у суштина е еден бумеранг ефект исто така на постмодернизмот. Оние научија лекцијата Деконструкцијата, да. Пошто нели постмодернизмот и постструктурализмот такви случаи, мислам такви пристапи во Европа беа користени за конфронтирање со моќта од Франција до од 68 до Тоа го денес. прават многу зналачки, мислам, Да, тоа не е и тоа воопшто е, наивно, тоа не е дури со Бодрија го роди некаква... Орбан. Па, меѓу другото, може и тоа да... Бодрија го роди Орбан. Она што е страшно со социјалните медиуми, јас се слагам, тоа таква псевдопартиципативност, односно вентилација на фрустрациите. Така е. И особено се почесто изразување на мислење кој што никој не го чита, знаеш, ти пишуваш, ма кој го чита тоа. А бидејќи има толку многу содржина на социјалните медиуми, веќе нема ни Но за демократијата е тоа централно прашање би во класичните медиуми како што е оваа телевизија што вечерве не гледаат. Сепак постои некаква, би се рекол, елитистичка уредувачка, елитистичка в смисла на професионалци кои знаат стандарди, кои знаат одредени, да кажем, занаетски особини на професијата. медиуми апсолутно има туку улога. Од друга страна, интернетот е отварање на простор кој инаку би можел да биде со сила затворен
озбиljен, како што знаеме во класичните медиуми. Така што тоа е една постојана, да кажем, борба која што за сега начинот на кој што се одвива правецот во кој што оди можеби буди и стравови за демократијата. Да, она што тоа е апсолутно така, она што дополнително мислам дека е проблематично, особено со социјалните мрежи, особено со корпорации како Facebook, Twitter и натаму е што и Google секако, нели, ако ти сакаш нешто на интернет, прва адреса ти е Google. Е што веќе нема она унифицирани содржини. Значи тајмлајнот, резултатите од пребарување на секој човек му се различни, базирани на нивните преференции, нивните нели кукис во браузерот и така натаму. А тоа дополнително па овозможува оние кои што имаат ресурси и кои нели водат кампањи да микротаргетираат, да микротаргетираат. Тоа што беше со Трамп и со Брексит една од првите као по иновативни, не нужно во позитивна смисла, нели, случувања беше што тие микротаргетира гласачи. Ако на база на моите кликови, нели, јас имам одредена тенденција, неговата порака се адаптира на моите лични тенденции. Така што он нема ги засилуваат негативните ефекти. Значи они те напаѓаат, те микротаргетираат на начин да ти ги дигнат негативните емоции против непријателот. Не расправајќи за вредности, туку дигајќи една конфронтација до највисоко ниво. Другото и тоа. Така што тие некои темни страни на интернетот допрва треба да ги и да сватиме, пошто ние не знаеме целосно, ми текна сега на една од нашите први дебати од пред можда 15 години. Таа една што ми ја снимаа на телефон, па уште ја има на интернет, кога велев дека интернетот ќе мора да се регулира и кога ме извадија на столбот на срамот пред 15 години, кога викаа дека сум недемократ, дека не разбирам ништо и така натаму. Ја морам да признам бев меѓу тие што те критикуваат. Уште негде се врти по интернет и тоа уште ми се брои како ја видите го ова и уште тоа. А ја мислам дека доаѓаме во време кога без регулирање на интернетот, дури во елементарни работи, заштита на деца, заштита на друг тип на ранливи групи, така натаму е неопходност. Морам, бидејќи времето тече, сакам да продискутирам и како се тоа се рефлектира во Македонија. Ние де факто имавме едни председателски избори кај што би можело да се каже дека веројатно не во најрадикалните форми на овие спорови што ги разговараме, но сепак се судрија две платформи. Една мајористичка платформа каде што националното беше во центарот на политичката понуда, програмата на госпоѓа Гордана Сињановска-Давкова, и една, би рекол, либерална едно општество за сите платформа на сегашниот председател Стево Пендаровски. Ги гледате така тие работи или можеби јас претерувам? Па ќе го оставам професорот. Добро, ете мене незгодните прашања. Независно дали за глобална политика. Независно дали се сензитивни, да, постои да речам пресликување на целиот тој дискурс и постоеше во председателските избори. И вокабуларот, суверенитет, сигурност и така натаму, наспроти толеранција, некаква поголема инклузивност. И тука се покажува во принцип кога ќе се отвори веќе дебатата дури во нашиот контекст на професор Силјановска со професор Пендаровски како судир, се покажа можеби најдобро дефицитите на двата дискурса. Не постои дискурс кој нема некаков дефицит. Во која смисла се сакам да кажем помалку ајде да умерено критикуваме бидејќи дипломатски ми го препуштивте прашањето. Првиот дискурс е суверенистичкиот. Е многу интересен затоа што смета знаете како он сака, ајде можеби користам тежок збор, ќе оставам во наводници, тиранијата на Брисел или на Вашингтон, не знам што, иако никогаш така нема да го формулираат, нели да замени со нешто друго. Меѓутоа, она што мислам дека суверенистите грешат е што мислат дека тиранијата на Скопје би била подобра. Тоа е она што јас мислам, знаете како Гелнер има еден добар напис критикувајќи го исламот и неговите дефицити, политичкиот ислам, не религијата, него неговото практикување. Вели зборува дека знаете како тиранијата на заедницата, тиранијата на она што е комјунити, на она што е непосреден круг на луѓе не е ништо различно од тиранијата на некаков глобален центар на моќ. И тоа е всушност не е замена на тези, меѓутоа е неточна теза. Знаете, ако ни наредуваат од Брисел, ни наредувале од Белград, тоа што ќе дојде од Скопје ќе биде нужно подобро. Не е така.
воопшто не може да биде и многу полош. Во зависност од тоа, видовме ние колку можеме сами да си ја заробиме Поминавме државата. низ фази, Поминавме кога- низ фаза, кај што видовме дека тоа воопшто не е теза која кај нас и го издржува тестот на времето, особено ако влезете во фаза на заробена држава и подривање одредени демократски елементарни капацитети и процедури. Втората приказна е приказната која е глобалистичка, ајде до која можеби сум ја во одредена мера поблизок, тоа не аудиториумот веројатно ако видел два мои настапа ќе го свати. Меѓутоа и таа има еден дефицит дека знае да биде често комплексна, зависна од многу екстерни фактори и дека не нужно самата приказна за отварањето, не знам, кој НАТО може да понуди комплетно решение на сите проблеми, бидејќи не може да го понуди. И во таа смисла претераниот еврооптимизам, НАТО е веќе друга приказна, тоа е помалку или повеќе завршена приказна, може да доведе до тоа, знаете, да почне целата таа приказна да работи само против себе. Не ли се обидува Заев да таа теоретска една рамка на едно општество за сите, кое што е повторно на либерален концепт кој што оди од озгора надолу, популистички го поттикне од оздола, да го прошири како некаква платформа народњачка која што ќе замени оваа дискусија за суверенитет, за име, за права и така натаму. Го фрлам прашањево без да барам дефинитивни одговори, ама сепак да го поттикнам. Мислам дека десницата несвесно му помага на Заев во тоа. Квалификациите кои му ги даваат, кои се доста негативни, во смисла на, не знам, го поврзуваат со Струмица, со, не знам, неговото родно село или од каде потекнува и така натаму, прикажувајќи како фолклорен човек, во суштина работи во полза на оваа теза. На ова од оздола нагоре. Бидејќи она што му се замераше на СДС низ годините беше елитизам. Така е, дека седи по кафичи, дека Дека носат прада ташни и дека се дистанцирани од луѓето. За прв пат, јас гледам од десницата напад кој е напад што ми е тотално аномалија некаква и не сум навикнат на таков дискурс и ми е интересно да го читам, на база на тоа дека е Заев некаков вид на фолклорен популист, таков рустикален популист. И у суштина со тоа му помагаат, у суштина му помагаат да протне таа идеја, каква идеја, дали е добра или не, сега нема да збориме, долу. Анастас Негојева заправо расправи за тоа дека геополитиката е важна за демократијата и дека демократијата не може да се држи само до своите кабинетски и теориски концепти. Дека кога си Македонија, прашањето за суверенитет и прашањето за тоа дали Брисел ќе ти диктира нешто во домашната агенда е демократско прашање имајќи ја предвид и геополитиката. И дека тоа на крајот издигнато на големи, да кажем, платоа, кога се глобални прашање во прашање, така се одвива во целиот свет. Да, апсолутно мислам дека сега во моментов многу од судбината на Македонија зависи од како демократските проблеми во Западна Европа ќе се решат. Односно кризата на либералниот консензус кој што сега е таму. Меѓутоа е многу по овакво опипливи проблеми, што ќе се случува во Франција, што ќе се случува со Австрија сега, таму е криза, бидејќи домашните услови на тие земји ќе го продуцираат и нивниот став према, нели, проширувањето на Европска унија, што пак се чини поради така поставениот дискурс, може да има ваков или онаков ефект во Македонија. Меѓутоа, колку и да и самиот имам, нели, инклинација да се поише да ги дискутирам тие надворешни инпути, мислам дека и внатрешните, односно тие микродинамиката што се случува во општеството има и како многу важно значење за иднината на демократијата и иднината нели на тоа едно општество ако успее да се воспостави. Мислам дека после председателските избори е особено видливо, например, дека за прв пат, можеби во поновата историја на Македонија, има сега една огромна група на луѓе, би рекол етнички македонци, меѓутоа можеби од другите етнички заедници, кои што не нужно се националисти, меѓутоа ја споделуваат таа идеја дека се повредени, разочарани од промената на името, од двојазичноста, од сите други развој на настаните, кој што меѓу другото тоа им е само веќе сол на раната на сета таа транзицијска болка што имаат претрпено, кој што веројатно и не се доволно представени. Силјановска проба да го и јас мислам доста вешто, нели, изманеврира. Меѓутоа голем дел остана и разочарани од неа и да, нели, остана еден дел да бойкотираат и слично. И сега не сум сигурен дека тоа ВМРО ДПМН, кое што 10 години, нели, се ранеше, се китеше со
со секакви нели луксузни добре и стана нели онаа партија со палата и се, дека има капацитет да ги адресира проблемите на тие луѓе. Мислам дека од друга страна мислам дека Заев дури и ако успеа да се продаде како таков рустикален и трпео нели мобилизатор, едноставно има лимит. Многу луѓе не можат да проедат преку не можеш да наметнеш. Да. И мислам дека сега да не звучам онака да кобам или слично, меѓутоа мислам дека во Македонија за прв пат се создава услови за едно баш онака потентно националистичко alt-right или како сакате движење кое што ќе се оттргне од тој наратив на ВМРО-ДПМН, пошто ВМРО-ДПМН не е сега вака ако видиме не е баш таа искрена националистичка партија. Тие цело време меѓутоа мора да додат подесно подесно токму за да го покопат тој крај. Но нема да одат. Нив исто така, они се премногу нели сакаат да бидат блиски до нивните западни партнери, едноставно се умрежија толку многу со секакви специјални интереси за време на нивното владење. Едноставно тие не се више партија на народот, ако успеа нели она старото ВМРО со беретки со едно со друго со не е тоа. Тоа, например, се отвара тој простор у Македонија, кој што мислам дека за една можеби модерна и млада десница, крајна десница. Ние гледаме дека таа крајна десница во Европа не се тоа пензионери само. Така е. Некој напротив се тоа баш енергични млади луѓе кои што имаат овој тип кои што го имаат и постмодернисти, и веќе што го користат во борбата, така е. Така што ако тие луѓе, тие незадоволни. Видовме кога на левицата тоа не успеа со оваа како се вика наша партија левица, и така дека Апасиев и компанија ја истрошија идејата, не успеа они пробаа радикално да отидат до крај. Не успеа свој дискурс да наметат, односно веќе тој дали беше самоорганизиран колку имаше ВМРО-ДПМН удело тоа, меѓутоа тој дискурс од референдумот па нааму, тоа е гласот на незадоволството. Меѓутоа ете ни ВМРО-ДПМН не успеа целосно да го инструментализира. Мислам дека тоа е тоа што следиме и таа дебата е уште предизвикот. отворена, таа дебата, тој процес уште отворен, Анастас? Па мислам дека е. И мислам дека допрва ќе ги гледаме рамификациите. Јас тотално се согласувам дека ние имаме зрела подлога за составање на радикално десна партија. Сега е идеалното време, која може да би повлекла да дам слободна процена, нека не ми замерат политичка метеорологија, неблагодарна работа, меѓу 30-50 илјади гласа. И оние кои го мразат ВМРО-ДПМН би рекле леле супер тие ќе се откинат од кај нив. Да, ќе се откинат од кај нив, меѓутоа повторно можеби треба да внимаваме што посакуваме. Бидејќи таква една партија би можела да обедини многу луѓе, она знаете теоријата на Лаклау, да не тупиме премногу со теоретски концепти за прстени или овакво chains of dissatisfaction, прстени на незадоволство, може да повлечи центристички леви гласови кои на луѓе кои би се осеќале подпривилегирани од некоја причина, а она што Анастас го опиша токму е механизмот преку кој кај нас се создаде таков капацитет на луѓе кои може да речат, окей, а може би гласав за леви партии, меѓутоа овие ми се гледаат. Бидејќи не заборавајте, радикално десните партии секогаш имаат една огромна предност која другите немаат. Можат да нудат брзи, ефективни решенија кои се базирани на психолошка сатисфакција и адресирање на стравовите на луѓето, без при тоа да имаат било каква одговорност да ги исполнат. Затоа најчесто и на власти фалира. Политиката во принцип игра помеѓу стравови и надежи. Така е. И тука е дефицитот можеби и на модерната левица, што вели една моја колешка од правниот факултет, вели таа престана да ги адресира стравовите на луѓето. И тргна со онаа просветителска приказна храбро напред, која во ситуација на комбинирана економска и мигрантска криза тешко ви поминува. Каде напред? Тоа е наследството на Тони Блер, што го спомна и тој едно од наследствата. Да се помири левицата со неолиберализмот, кој што тотално влијаеше на исходот на расточување всушност на јадрото на таа идеологија. Добро, за крај да ве прашам, можна ли е демократијата без оптимизам во општеството? Ја мислам, бидејќи кога ќе ги видите сите истражувања јавните мислења и не само во Македонија, и во светот веќе, вие гледате генерации на луѓе кои мислат дека нивните деца ќе живеат полошо од колку што тие живееле. Не одиме ли ние всушност во овие модели што ги разговараме, кои што практично гарантираат поголема сигурност од колку прогрес? Така е. Јас припаѓам дефинитивно на таа генерација на луѓе која не е убедена дека моите собствени деца ќе живеат во подобар свет, токму заради, ајде да синтетизираме се што кажавме во емисија од почетокот до крајот.
во таа смисла целава дигитализација, социјални мрежи, така натаму ќе видиме во кој правец ќе се развива, но правецот во кој се развива дефинитивно ми укажува на такво нешто. А она што успе ефективно да перпетуира Facebook, Twitter и така натаму сите овие мрежи на кои се разменуваат некакви информации, Се извинувам, е нетрпеливост и омраза. Велат Facebook, Twitter можат да мобилизираат, но не можат да реформираат. Не можат да Вие реформираат. мобилизирате, ама не можете од тоа по тоа да направите. И да не забораваме дека тие се капацитет. крено деперсонализирани, бидејќи може да отворите анонимен налог, така за кој сме сите храбри. Многу малку луѓе сакаат со име и презиме да се представат и да кажат тоа што имаат да го кажат. Меѓутоа, ако продолжи ваков тренд, посебно зборувам овде не толку на глобално, на национално ниво, на поларизација и создавање на нетрпеливост, тогаш секогаш имате плодно тло да биде полош од што било. Така да во таа смисла, јас на вистина да се навратам на онаата за која зборував за ВМРО ДПМН, они се во една невозможна позиција ставени. Они треба да кокетираат со граѓанските либерали, а истовремено да го задоволат това радикално крило, популарно наречено ќосиња, така, која може да им отцепи во секој време ако формира некоја потентна партија, ако се најде добар демагог на чело на таа група, меѓу 30 и 50 илјади гласа. Така да не знам што е подобро, дали помор да се наоѓа во еден ваков невозможен еквилибриум, комплетно невозможен еквилибриум, да треба да продаваат и прозападната и оваа ќосевистичката приказна, или пак по цена на не знам тие да они ослабат, на расцеп и раскол да добиеме партија која може не знам што може да направи во иднина. Да, кој ќе биде голема енигма. Тоа сценарио ја се согласувам со нас, тоа веројатно не е така далеко. Кога ќе почнат тие процеси, ако ништо друго можеби барем политичките енергии поискрено ќе се форматираат во оваа држава, ќе се знае кој е кој и што може би до некаде и добро од аспект на некаква дефинираност на општеството, меѓутоа на исходот дали е добро, треба да видиме. Анастас, само да кажам, бидејќи ти големо време помина во Полска, си експерт за Кина, бидејќи голем дел и од студиите. И во Унгарија имам живеено. И во Унгарија има живеено, така што те користиме. Со италијански организации. Така е, те користиме вечерва како глобален експерт. Па види, ја мислам дека демократијата и самиот акт на учество во демократијата кој што нели најконкретно у системи како нашиот се материализира со гласање, само по себе подразбира не само оптимизам, дури еден вид наивност, дека ти стварно треба да веруваш дека ти кој идеш таму да гласаш, дека ти со твоето ливче нешто менјаш. И сега проблемот е како да, мислам дека тоа што демократите имаат, односно пропонентите на либералната демократија имаат сега проблем, како да ги натераат луѓето да веруваат дека со нивното гласање нешто... Па и го Заев, со нивното гласање Заев од понеделникот почнува метла да спроведува. Тоа е баш тој вид на читање на пораките што се вика на многу кратка дистанца. Добро, ја дали е тоа добро и квалитетно? Ја на концептиско ниво зборам, така исто така се да не е само гласањето. Во поглед на функционирањето на системот, ти треба да веруваш дека во сите овие што ги зборевме многу посилни структурни влијанија, економија, геополитика и слично, дека со твојата верба и твоето залагање за тие некакви идеали, као обичен човек зборам, некој човек од некоја привилегирана позиција, дека ти едноставно пловиш наспроти сите тие ветрови, дека ќе пловиш безбедно и мирно и ќе стасаш таму кај што имаш цел да стасаш. Така што у некои подобри времења мислам дека успева елитите да ги убедат луѓето дека тоа е така. Меѓутоа, колку што тие бури стануваат посилни, колку што морето е понемирно, многу е потешко да ги убедат луѓето дека ќе стигнат таму кај што сакаат преку такво оптимистичко, па и дури помалку наивно прифаќање на системот. Значи, демократија без оптимизам тешко? И обратно. Ненад Анастас, јас ви благодарам вечерва што бевте со мене со мојата публика, со публиката на ННТВ. А вам, почитувани гледачи, еве се обидуваме да ви понудиме нешто што нема да биде само дневно политичка содржина, туку можеби ќе се обиде да таа дневна политика ја објасни од малку од поинаков агол и со една поинаква длабочина. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше печат на неделата за оваа недела. Останете со ННТВ.